Почитувани гости, почитуван министра за животна средина, почитуван градоначалник господин Гоце Трајановски, како председател на Сдруженијето на студенти и младици со хендикеп, ми е особено задоволство што сме денес дел од ова манифестација. Морам да истакнам дека соработката со градот Скопје е на многу високо ниво. Значи, почнувајќи од она што градоначалникот господинот Гоце Трајановски веќе го истакна, значи обезбеден е превоз за студентите и средношколците со хендикеп од нивните домови до училиштата и исто така обезбедени се 3 други адаптирани возила кои што на студентите со хендикеп има возможуваат непречено движење за сите други активности. Значи, за се друго што не е врзано со образованието. Господин градоначалник беше кус во своето обраќање во однос на тоа што градот Скопје направил за лицата со хендикеп, па јас ке додадам. Значи, минатата година во соработка секако со нас се поставени пристапни рампи во 10 средни училишта на ниво на градот Скопје, со што средното образование стана попристапно за учениците кои што имаат хендикеп. Исто така сакам да истакнам дека едно од тие училишта, средното училиште Михајло Пупин стана достапно за сите, значи целосно пристапно, со тоа што вчера на денот кој што беше посветен на лицата со хендикеп се изврши во уште еднаш промоција на пристапната лифтовска платформа. Она што исто така градот Скопје го прави и се надевам ќе продолжи да го прави е пристапноста до сите културни објекти во градот Скопје, кој што исто ги направи минатата година со поставување на пристапните рампи до овие институции. Така што несебично се заблагодарувам на градот Скопје и на градоначалникот Гоце Трајановски, бидејќи на вистина градот Скопје стана наш стратешки партнер, стана партнер во соработката кој што свати што на вистина им е потребно на лицата со хендикеп и вистински ги реализираше некои од пречките кои што ни беа најгорлив проблем при нашето движење. Така и успеавме да станеме дел од оваа манифестација. Секако овде би се заблагодарила посебно на Сојузот на дефектолози на Република Македонија, кој што учествува исто во оваа манифестација, секако на учениците и на нашите студенти, кои што еден дел на учениците од партиниот Зографски, кои што со велосипеди денес беа присутни на овој настан. Значи, тоа се ученици од посебното средно училиште партиниот Зографски за ученици со оштетен слух. Исто така и се заблагодарувам посебно и на средното училиште за ученици со оштетен вид Димитар Влахов. И сепак сега сакам да истакнам дека сега би сакала свечено да му го доделам на градоначалникот оној документ што и покрај големата благодарност што значи нашето здружение искажува во него и сите позитивни практики кои што градот ги направил до сега, сепак нашите пешаци кои што користат алтернативни средства за мобилноста, како што се инвалидските колички, било тоа да се моторни или обични, или пак користат други помагала за да се движат низ градот, сепак утврдивме некои мали недостатоци при движење, при ваквото движење. Па би сакала овој документ, а заедно има и фото и видео документација која што понатаму ќе му биде врачена на градоначалникот. Уште еднаш ве поздравувам сите многу срдечно, уште еднаш изразувам голема јавна благодарност на градот Скопје и посакувам сите институции да го следат примерот на градот Скопје.